Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте. Вечерва имам гостин, прв пат во емисија, јаде ворек, е господинот Оливер Андов. Андонов, се извинувам. Оливер Андонов, универзитетски професор, кој во петокот дигна прилично прашина при гостувањето во емисијата кај Миленко Неделковски, кога учествувавте во една дебата околу прашањето на МПЦ, автокефалност и многу слични работи. Ја ве слушав делумно, искрено да кажам, делумно и малце емоции ме фаќа и ме пукаше нервоза заради некој... Добро, не е важно, но ми се допадна многу вашето излагање. Ми се допадна, ми изненадивте пријатно што еден универзитетски професор, а подоста дознав дека сте и во црковен човек, но се едно, одлично ги познавате и црковните состојби во православниот свет, дека го живеете црковниот живот, значи вам не ви се туѓи Христовите тајни, во црковен сте, што на човек кој е во црква, кога ги анализира работите, многу посодржајно ги анализира. Тоа го препознав и не ме изненади кога разбрав, кога прв пат стапив во контакт со вас, дека сте и човек од црква и од вера. И ќе ми причинува особено задоволство, сакам да го довршиме тој разговор што се водеше во петокот. Имавте двајца од српска страна, исто да речеме интелектуалци, кои многу интересно како и натаму се застапуваат некои стари хегемонистички идеи и слично. Ја ве замолев, за да можеме оваа работа, бидејќи ја одбегнувам да се говори за МПЦ во мојата емисија, бидејќи Македонската православна, се извинувам заради подолгиот вовет, натаму ќе биде ваш. Македонската православна црква и Македонија и македонците се нападнати од надвор. Негирање, негирање, негирање. Црковно, национално, државно. Кога црквата и кога земјата е нападната, во тој момент мислам дека е прво да се одбраниме, а после ќе се расправаме и со локалните проблеми. Но, повторно да кажам, изненадевте многу пријатно со вашата елоквентност и одлично познавање на состојбите. Ја би ве замолил, за атар на гледачите, бидејќи многумина ја познаваа добро состојбата, па можеа да се вклопат. Но многумина се, како да ви кажам, викенд христијани, или христијани чат пат, или по вокација. Ретко кои малце се вистински христијани кои се навлезени во црквата и па да ја познаваат добро и историјатот. Ја ве замолив, дали може да направиме во првиот дел од разговоров еден историски осврт на Македонската православна црква од падот, да речеме, на Охридската архиепископија па до денес. Добро вечер, Јанко, благодарам на поканата. Очигледно е дека емисијата кај Миленко предизвика голем интерес во јавноста. Јас мора да напоменам на почетокот дека пристапот кон прашањето за автокефалност на Македонската православна црква е еден комплексен пристап кој мора да се гледа на повеќе начини, пред се да се гледа христолошки или еклесиолошки, православно, за да можеме да дојдеме до едно решение, но како што можевте да видите и во емисијата кај Миленко, гостите од Србија не беа неоцрковени луѓе, тоа се луѓе кои добро ја познаваат и црковната историја, и колегата Мишина и колегата Александар Раковиќ, и двајцата имаат и своји книги во врска со тоа издадени, но за жал во тој дел се застапени многу политички прашања.
И тоа историско-политички поврзани со обидот за хегемонистички настап кон Македонија и кон Македонската православна црква и изместување на христијанските, православните односи помеѓу двата народа, помеѓу двете црковни иерархии, обидувајќи се да се докаже нешто што не е можно да се докаже, бидејќи каноните во црквата се многу прецизни и јасни, но во исто време се и прагматични. Јас не би го лоцирал прашањето на проблемот на Македонската православна црква со укинувањето, неканонското укинување на Охридската архиепископија 1767 година, поточно на 16 јануари, кога последниот тогашен архиепископ Арсенија ја подпишува во наводници своеволната оставка на местото на архиепископ Охридски. Токму гледајќи го историскиот аспект како еден од аспектите поврзан со црковните односи, со односот кон Македонската православна црква, Охридска архиепископија и се она што во актуелниот миг ни се случува, а поврзано со некои други конекции со националните интереси на Македонија, бидејќи уште една многу значајна работа е да знаеме дека на Балканот основата на нациите е религиска. И тоа е изразено кај сите. За жал, ние немаме таков однос кон националното определување, кон поимот нација, како што е тоа на Запад, туку се што се создавало по француската буржуазска револуција и оној нов аспект на гледање на нациите, посебно во 19-тиот и 20-тиот век на Балканот, е врзано со религиските прашања и религиската основа представува основа за создавање на нациите. Барем на Балканот е тоа така. И од тука е изразен тој етнофилитистички аспект, кој денеска како болест од 19-тиот век го имаме пренесен дури во 21-тиот век и кој во основа ги оптеретува црковните односи, односно станува многу голем проблем. До ден денес. До ден денес. Иако, знаете зошто ја спомнав и мислев дека ќе... Добро, се согласувам дека, нели, сметате дека е подоцна малку тој проблем, а не од... Но игрите кои се игра за укинувањето, малце говорат во, например, денеска, не знам, проруски, прозападни Македонија на крстосница, ЕУ, НАТО, Запад, Русија, измени на состојбите, но не секогаш сме биле ние, како да ви кажам, знаете, ја имам оваа книгата од Ванче Стојчев, Букурешки договор и војната историја на Македонија. Знаете, не можем да ги одвојам овие работи затоа што е дел од таа современа историја. Сакам да кажам дека како и русите играат играта, Руската православна црква при укинувањето на архиепископијата. Знам дека тука главни се грците, нели? Значи Русија немала тогаш некое влијание. Значи јас не ги двојам историските аспекти кога се работи за Охридската архиепископија. Не сакам да направам пресек во 1767 година во кој ќе кажам немало етнофилитизам. Токму поентата на укинувањето на Охридската архиепископија бил етнофилитистички, односно мегали идејата за возобновување на Византија во грчки лик. Иако токму тој грчки етнос, така да кажам, обид за грчки национализам во Византија, посебно во времето на палеолозите и граѓанските војни во Византија во 14-тиот век, токму ја ослабиле Византија до тој степен што останатите народи не ја чувствувале како своја и онаа традиција византиска која била ромејска всушност традиција, која била врзана за царот и за верата православна, без разлика на народот кој живеел на територијата на Византија, туку се врзувале за верата православна и за верноста кон царот, што ја одржало Византија толку долги години да функционира во различни временски околности. Токму во 14-тиот век се изгубила, бидејќи дошло до поимање на Византиското царство како на средновековно грчко царство. Таа мегали идеја, пренесена во 18-тиот век, предизвикала да Грција, односно фанариотското движење, тогашниот патриарх Самуил
влијаел врз портата за да се укинат и Печката патријаршија, и Трновската патријаршија, и Охридската архиепископија. Всушност, знаете како, тоа не е почеток на случувања кои биле во 18-тиот век. Уште во 16-тиот век, во 1572 година, се обидел Цариградскиот патријарх да предизвика кај Високата порта укинување на Печката патријаршија и на Трновската патријаршија, но и Печката и Охридската архиепископија се побуниле против тој настап на Вселенскиот патријарх тогаш и со многу поголеми даноци кај Високата порта успеале уште 200 години да го одложат тој процес кој грците токму занесени од таа мегали идеја сакале да го направат. Дури во една рака, знаете како... Што значи тоа со високи данеци? Кеширале, плаќале за да останат независни. Во тој период посебно во А можело тоа само бидејќи биле под Турција, само Турската империја, Отоманската империја да им ја даде таа дозвола, дали некој ќе потпадне под кој ќе биде укинат или не, него било поентата била да турскиот султан сакал да се меша во црковните работи, иако декларативно било одобрена слободата, така да кажам, на вероисповест во периодот на Отоманската империја, но по навика на византиските цареви сакал да се меша и во именувањето на патријарсите и архиепископите, но претежно поради дури и до ниво на епископи и свештеници во поедини парохии одел тој систем на мешање во црковната власт, првенствено поради пари. Значи, корупцијата, посебно во 16-тиот и 17-тиот век, достигнала едно енормно високо ниво, така што имало ситуации кога поедини архиепископи или патријарси можеле по 7-8 дена да бидат на тронот и оној кој ќе дојде друг да плати повеќе, ги уривало тронот и турците вршеле притисок да се изврши смена, така што светите архиерейски синоди вршеле само една едноставна хиротонија на тој кој им бил наложен. Не било тоа сигурно убаво време за православните и за нормално црковно живење, но да се задржиме на она што се случувало во 1766 година, односно кон крајот на 1766 година, кога патријархот Самуил Ханџери со помош на тогаш Јован Ипсиланд, кој важел за добра врска со портата, успел да издействува кај султанот да се укине Охридската архиепископија. Всушност, не можел ни султанот да ја укине, се додека не извршиле таков притисок, значи, најпрво бил сменет Костурскиот владика, па потоа другите владици на притисок на фанариотската струја во рамките на Охридската архиепископија, така што Арсений, последниот архиепископ, на 16 јануари 1767 година, во наводници своеволно подпишува откажување од архиепископскиот трон. И задржувајќи ја Пелагониската митрополија задржувајќи ја Пелагониската митрополија као за себе, но многу кратко, и на 24 јуни 1767 година е отстранет и од Пелагониската митрополија и пратен во заточеништво. Значи, во основа се гледа грчкото влијание во укинувањето на Охридската архиепископија и духовното поробување на македонскиот народ тогаш на овие простори, се со некоја друга цел. Ќе ми биде задоволство да споделам во наредниот период некои документи од архивот на Република, од македонскиот архив, кои така ќе може да фрлат и едно светло. Предпоставам дека е тоа официјалното она што најмногу се знае, но овие дополнителни работи ја не го познавам ова толку аналитички и толку добро, но доволно да ми укаже малку на сомнеш дека Грчката православна црква не сама учествувала во целиот овој процес, нити па имала толку силно влијание и кеш да ја принуди Отоманската империја да се укине. Тука имало и други интереси во кои се вмешува и Русија. Зборам за понатамо, но еве не мора да биде. Немам такви сознанија, значи можам да кажам дека во тој период влијанијата на грчките цркви, бидејќи не постоела грчка православна црква, постоела Цариградската патријаршија, се поклопила на отприлика некаде на политиката на султаните, кој можеби им било полесно од еден центар да ги владеат така наречените словенски цркви. И тоа не е чудо, бидејќи, знаете како,
воопшто словенските цркви во тој период, во средновековниот период, биле по постојан судир со грчките цркви. Значи, обидот за елинизација на македонскиот простор, на македонските словени, на нас како македонци, на нашите предци, бил присутен дури веднаш по паѓањето на Самуиловото царство. Василий II презема такви мерки. Дури Теофилак Тохридски во еден период токму зборува за тоа дека тоа е еден од основните политики на Византија. И тоа подоцна со укинувањето на Охридската архиепископија посебно ќе дојде до израз, бидејќи сепак во Охридската архиепископија, колку и да се менувале архиепископите, имало и грцки архиепископи, имало и словени архиепископи, македонци, бугари, срби, не било воопшто важно во иерархијата по етничко потекло какви се, но оној дел од свештенството и синодот на самата архиепископија воглавном бил зачуван како словенски елемент. И после незинот пат, што се случило? Епархиите ги презема Цариградската патриаршија, иако и Григор Прличев пишува за тоа... И денеска се тие под неја, ако не се лажам. Зависи кој? Во северниот дел на Грција. Не, мислам дека ги предадоа на Атинската архиепископија, мислам дека тоа е решена работа. Тука мора да напомена, Солун никогаш не бил дел од Охридската архиепископија, посебна архиепископија, архиепископ на градот Солун. И има еден момент, значи, кога Охридската архиепископија во својата историја имала голема диетеза до Далмација и Сицилија. Тоа се менувало и зависело од приликите, така што ова намерно го напоменав, затоа што знаете како юрисдикцијата на една црква, односно диецезата, зависи од територијалната и административната блискост на центарот во еден период, кога имало големи држави, значи кога империите биле, но сега во овој период зависи од територијалната граница на националната држава. Така што нема никаков проблем да Македонската православна црква биде автокефална, тоа е еден од условите, бидејќи се наоѓа на територија на Република Македонија, со целосно црковно административно уредување. Григор Прличев пишува во еден период, значи во својата автобиографија, дека кон средината на 19. век има повеќе обиди од граѓаните на Охрид за возобновување на Охридската архиепископија на разни начини, со пишување дописи до Цариградскиот патриарх, но нормално тоа се косело со неговата политика, така да тоа биле повици залудни во празно. И тогаш во еден период се појавува... Добро, се извинувам. Сакам само да прашам, како се одвивала во тоа време литургијата на овие простори во македонските градови со претежно? Исклучиво на грчки јазик и грчки свештеници служеле. Немало словенски, немало... Имало домородни свештеници, не дека немало. Да, ама и тие на грчки служеле. Значи, знаете како, не можеле они доволно да донесат грци тука во Македонија за да служат. Имало домородни свештеници, но тие свештеници делумно служеле на грчки, делумно служеле на црковнословенски, бидејќи не можеле да ги натераат во секој случај да слушате. Например, Јоаким Крчовски во Криопаланка служил на домороден јазик, значи на црковнословенски, но црквата која е осветена во тој период е осветена од грчкиот владика од Скопје, патриаршискиот владика. И воглавном владиците биле донесувани заедно со администрацијата на митрополијата, односно епархијата, додека свештенството било мешано, но било под силен притисок. Значи, знаете како, кога немате свој епископат, а се обидете да создадете црква, да се издвојат свештениците, ќе влезат во презвитеријанство. Нема да имаат апостолско преемство, не може да се создаваат нови свештеници, свештеник не може да ракоположи свештеник, мора епископ да ракоположи свештеник, а најмалку тројца епископи ракополагаат четврт епископ. Поентата на она што го почнав да го зборувам од историски аспект е дека Охридската архиепископија се врзува за Јустинијана Прима. Значи, во еден период, значи, уште во 553 година на Петиот Вселенски собор, Јустинијан I одобрил да се признае автокефалноста на Јустинијана Прима како архиепископија.
Тоа значи дека во Македонија постоела уште во 6-тиот век автокефална црква на овие простори. Подоцна, 893 година, Свети Климент и неговото устоличување за епископ Кутмичевички, односно Велички Дремвички, заживува Охридската архиепископија како помесна православна црква. Дури во еден период, во периодот на Самуил, се прогласува и за патриаршија, но Василий II по падот на Охрид 1018 година ја враќа наназад на ниво на архиепископија, но не и се одзема автокефалност. Тоа е многу интересно. Значи, нивото, достоинството, така да кажам, без разлика какво и да е, не било одземено, но било намалено, но не било одземена автокефалијата. И тоа има врска, знаете со што, Јанко? Со оној момент од кога Христос им го дава апостолското преемство на светите апостоли и кога во делата апостолски се зборува за тоа дека нема повисок или помал меѓу апостолите. Туку се еднакви. Така и епископите се еднакви, без разлика на големината на катедрата која ја водат. Тоа е и во црковното право така и секаде. Но, бидејќи не е дефинирано по морал и етика, значи не ја исклучува, имаат конфликт, не ја исклучува, не ја одзема автокефалноста, али имаме конфликт реално на терен, уште у тоа време. Да. За разлика од денеска, например, што имаме со Српската црква, така, денеска, например, одземање и на независност, и автокефалност, и се, потполно, барање потполно припадност, нели, ама ќе дојдеме ние до тоа. Друг е тој, тоа е другачи поглед, не е таков каков што... Значи, не, зборам, знаете зашто? Оти ќе го нагласувам како христијански момент, како црковен момент. Јас ве разбирам, тоа се вика од етички аспект, значи настапот, едно е еклесиолошки, друго е христолюбиво и етички, а пред се не смееме да го забравиме политичкиот аспект. За жал. Еден миг кој, така да кажем, ете интересен. Во рамките на Византиската империја во тој период, на источното римско царство, подоцна Византија, постоеле повеќе патријарши и архиепископи. И немало никаков проблем да функционираат како помесни автокефални православни цркви со своја диецеза. Не биле врзани директно за централната власт. За централната власт и по тоа и го добил називот прв меѓу еднаквите Цариградскиот патријарх. Затоа и на Четвртиот Вселенски собор во 28-то правило на инсистирање на царот византиски се барало Константинопол да се нарече Нов Рим или Втор Рим. Так. И така и го уредува правилото 28 од Четвртиот Вселенски собор тоа, бидејќи на тој начин сега правиме една аналогна врска со тоа дека црквата не е тотално одделена од државата. Без разлика што зборуваме за еден период кога имало теократско уредување. И во денешно време црквата е врзана за државата територијално. Како би изгледало сега да Македонската православна црква има епархии на територијата на Србија, да кажем. Тоа би можело да функционира. Веројатно не. Веројатно таа држава ќе се обиде да се заштити себе си. Интересно, знаете, ако се направи споредба како кај католиците кои немаат ваков етнефилетизам, нема италијанска католичка црква, нема француска католичка црква, нема шпанска, имаат папа, имаат централизирани и една единствена католичка црква. Тоа е еден од моментите што таму тоа е различна работа. Тоа е различна. Сосема различна. Догматски и по уредување е различна, бидејќи никој не кажал дека предстојателот на Константинополската црква може да биде папа на истокот. Така. И во православната црква немало етнофилетизам. Туку предстојателите на црквите го носат името по катедрата на местото каде што е црквата. Значи Охридска архиепископија, бидејќи катедрата на предстојателот е Охрид. Трновска патријаршија, бидејќи во Трново, Велико Трново била катедрата. Печка патријаршија, бидејќи во Печ било предстојателството. И денеска е со помалите помесни цркви така. Например, вие имате и денеска Константинополски патријарх. Така. И денеска имате Александриски, Ерусалимски, Антиохиски, значи по местото каде што е предстојателот. Подоцна во создавањето на националните држави се дошло за да се засели, затоа и го напоменав,
религискиот основ на нациите кај нас, посебно на Балканот, за да се засили националното чувство, како обединувачки фактор се употребила црквата која презела таков момент на етнофилитистички однос. Па до некаде, значи до создавањето на српската држава 1834 која е 38 година не постоела Српска православна црква, постоел митрополит Карловачко, Горнокарловачки или Карловачко-Београдски и архиепископ Печки. Па подоцна е преведен во патриарх српски, кој дури се третирал како автономен во однос на Цариградската патриаршија. И ќе дојдеме можеби во разговорот и до тој момент како и српската црква влегува всушност во Македонија, бидејќи мора една работа да знаеме. Никогаш, ама никогаш до 1920 година македонските епархии, вклучително денешната територија на Република Македонија и тогашната Македонија во етничките географските граници, не подпаѓале под Српската православна црква. Нити до 1920 година. Со повлекувањето на турците, после Првата светска војна, Првата балканска војна, и Првата светска војна, се случуваат сите овие работи што се случуваат. Иако обидот за влез почнува уште 1885 година. Но грците не даваат. Има ли тогаш конфликт? Дале. Така? Во етапно дозволиле, бидејќи знаете како во средината веќе на 19-тиот век грците чувствува дека не може да ги држат епархиите словенски. Тука се вклучително епархиите од Трновската патриаршија, од Печката патриаршија и од Охридската архиепископија не можеле да ги држат под контрола. Едноставно немале снага, колку и да се обидувале да ги еленизираат, не успевале. Па поминало стотици години, еленизацијата скоро 100 години поминале, не им успева. 100 години скоро Зошто поминале. Не им успева? Затоа што народот пружал отпор, народот си го знаел својот корен, зборувале на македонски, односно бугарски, односно словенски јазици и не прифаќале да бидат еленизирани. Имале и национална идеја, не дека немале во тој период национална идеја. Македонските револуционерни друштва функционирале и тогаш. Така е. А дали ја имале и подпората во црквата, во локалните свештеници? Да, бидејќи тие биле од народот. Тие биле од народот. Тие биле од народот. Како тие функционира? Некои биле и жртвувани, убивани, мачени? Па секако судили со фанариотството имало секогаш. Секогаш и тие биле и убивани, сменувани, предавани на турската власт како бунтовници, значи неосновано обвинувани и така натаму, но ете се наоѓала сила да се опстане. Значи народот имал свест и давал отпор. Така. Таа свест преку на крај на секоја литургија ги спомнуваме Радовишки, ги спомнуваме нашите светители кои и свештеници кои значи, тоа е Свети Климентовиот дух. Така. Тоа е Свети Климентовиот дух, тоа е духот на Свети Кирил и Методи, таа традиција која се задржала толку долго, а која за жал ние малку денеска ја подзабораваме, таа Свети Климентова, односно Кирило-методиевска традиција. Интересно е дека, например, чесите и словаците многу живо ги одбележуваат Свети Кирил и Методи. Се уште им се во живо сеќавање. Па дури и италијаните. Учествувањето на Санте Клементе. Да, ама тоа е друга, тоа е Свети Климент, не е нашиот Свети Климент, тоа е Свети Климент Папа Римски, по кој Свети Климент Охридски го добива името на своето замонашување, бидејќи кога Свети Кирил бил во Крим, во мисијата кај хазарите, ги открил моштите, ги пронашол на Свети Климент Папа Римски, кој во заточение, во изгонување, во изгнанство, таму се упокоил и потоа ги земаат моштите Свети Кирил и Свети Методи со своите ученици, биле и Климент, и Сава, и Горски ангелари со нив, и ги однале на римскиот папа во Рим, каде што Свети Климент е тогаш замонашен, свештенички чин добива и името Климент, веројатно се претпоставува дека тоа е токму поради Свети Климент Папата Римски,
И тогаш и се... А која година бил тој римски папа Климент? Не знам да ви кажам точно, треба да провериме во папите римски точно како, но е тој признати кај нас како светил, бидејќи се до 1054 година се прифаќа, значи, на двете цркви, едната соборна црква. Една соборна црква. И сега ме вративте на оној дел, значи, се извинувам, немав план никако. Да, не, токму добро што тргна така разговорот, бидејќи јас го размислував тоа на почетокот да го напоменам. Осмиот членот, символот на верата, вели: верувам во една света, соборна и апостолска црква. Но таа света, соборна и апостолска црква не е црква во која некој нешто ќе ти натури, тоа е Христовата црква. Главата на црквата е Христос и тој е првосвештеникот, врховниот свештеник, предстојател на црквата. Епископите се еднакви во било која катедра. Од тој аспект, автокефалната црква не значи одделување од телото на Светата соборна црква. Токму спротивно од тоа, она што нам ни се случува како помесна православна црква и несакањето во љубовта во Христа да не формално вклучат во сослужување во рамките на православните литургии и богослуженија останатите помесни цркви, благодарение на влијанијата кои ги имаат српската и грчката православна црква, тоа е одлачување и попречување на еден цел народ од спасението. Зошто? Кој ќе ја носи вината? Кој ќе даде добар одговор на страшниот Христов суд за тоа зошто одлачуваш неправедно еден боголюбив народ од спасението, од Христа. Но... Иако Христос, тоа секако тоа ќе го уреди на друг начин. Нели? Сигурно Бог ќе ги уреди затоа што не секој е закопан и не секој тело му е најдено, нити знаеме како пострадал, нити е секој со сите почести и сеќавања, нели, опеан на опело и така натаму. Некои работи Господ треба да ги реши. Но тоа не значи дека нашиот активен црковен живот, дека нашето причестување со светите тајни е неважечко, дека нашите опела, нашите крштевки, нашите причести, нашите свети тајни не се неважечки. Не се неважечки. Не може да не се неважечки. Обидот за такво представување е сосема погрешен. Бидејќи тоа не може да зависи еден друг историски податок, да. Тоа не може да зависи од волја на било кој епископ некаде, било така, каде, посебно било кој. Вон Македонија. Не може да каже, тебе причесната не ти важи, тебе крштевката не ти важи. Еден историски доказ за таа работа. Бугарската екзархија е 1170 година создадена и Вселенската патриаршија не ја признава се до 1953 година. Значи, скоро 80 години, 83, не скоро, него 83 години, зарем за 83 години не важат крштевките, венчавките, светите литургии, причестувањето со телото и крвта Христови. Тоа е најважната работа. Да. Значи, зарем не важи дури ни миропомазувањето на царевите бугарски кои биле во тој период. Зарем не важи хиротонијата и ракополагањето на свештениците и хиротонијата на епископите. Значи, тоа е како кога 1953 година се призна официјално, а која грците ја нарекуваа шизматичка бугарската екзархија, ја признаа како бугарска православна црква, како одеднаш се важи. Значи, нема проблем со тоа. Значи, се работи за чиста реторика. Така, посебно затоа што ние не сме нити шизматичка, нити расколничка црква. Како што не нарекуваат, бидејќи ние имаме сите услови ги исполнуваме за автокефалија, имаме и апостолско преемство како прва основна работа, нашите владици не се само прогласени, туку токму има точно од српските епископи 1959 година добиено хиротонија, ракополагање, и потоа нашите три владици во тоа време, Климент, Наум и Доситеј, ракополагаат и четврти, и пети, и потоа понатаму и денеска имаме веќе 12 епископи во Македонската православна црква. Имаме преку 600 свештеници, 60 на ѓакони, 200 и нешто монаси, значи 900 клирици во
во Македонската православна црква, илјадници цркви, манастири, жив монашки живот, жив верен живот, благодат од Бога, која се чувствува на литургиите, се чувствува во манастирите, во црквите, се чувствува во народот, дека имаме благодат и живееме со полнотата на православната црква. Не постои прашање кое нити по административно уредување, а нити уште помалку по црковно уредување ни е побегнато од оној дел кој се нарекува Света, соборна и апостолска црква, православна црква, по преданието на светите оци, по Светото писмо, апостолските правила, каноните и така натаму. Се надевам дека ова во разговорот ќе го повторим уште 2-3 пати овој последниот дел. За да има уште повеќе значење за гледачите кои со интерес го следат ова, но ќе мора да се навратиме повторно историски. Ќе одиме 1920 година, почеток на 20 век воопшто и влезот на Српската црква. Но, ќе направиме први една кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме со разговорот. Македонскиот народ, иако под неговата црква е под Грција, и натаму дава отпор кон тоа да биде елинизиран, погрчен, но останува верен народ. Се причестува, се крсти со светите тајни, но едноставно не го губи идентитетот. Не го губи идентитетот. Секако, тука се и револуционерите, тука се и светите отци, кои и тоа како, а многу добро вие го кажавте, тој е тој Свети Климентов дух кој најверојатно е и основата поради која и ние сме обстанале. Затоа и треба, нели, значење и пиетет повеќе за вчерашниот празник, зошто ние толку го славиме и го прославуваме и треба да го славиме и прославуваме Свети Климент. Почеток на 20 век, најтурбулентниот период, промената, велите, грците дозволуваат се повеќе и повеќе влијание на српската црква во Вардарската бановина. 920 година. Значи, почетокот е некаде втората половина на 19 век, поточно после она начертание од 1861 година за враќање на стара и јужна Србија, како што србите велат. Так. Некаде 1885 година Милутин Гарашанин, како тогашен председател на српската влада, презема дипломатски активности во Цариград, да бидејќи, знаете како, 1870 година се формира Бугарската екзархија, има еден клучен момент. Тоа е референдумот во Македонија 1872 година, кој го организираат отоманските власти, и каде што точно стои секое населено место посебно гласало. Дали ќе прифати да биде и понатаму под Патриаршијата Цариградска или ќе оди под Бугарската екзархија. Ја не го знам овој историски податок за каде што се вели референдум. Го организира Отоманската Отоманската империја? власт Која го година? организира 1872 година. Зошто го организира? Затоа што барањето на населението било за сопствена црква. Така. Руската дипломатија издействува во Цариград 1870 година да султанот дозволи формирање на Бугарската екзархија. И Русија ми е познато, не знаев дека со референдум било. Русија со тоа го решава прашањето на Бугарската екзархија и своето црковно влијание. Како не разбирам? Па така што русите влијаеле врз портата, високата порта 1870 година да дозволи да се формира Бугарската екзархија. Добро. Во тој период како еден од кандидатите за прв екзарх во Бугарија бил и Партени Зографски. Така. Но не бил избран за екзарх.
но покажале македонците тенденција пред се поради блискоста со јазикот, поради црковнословенскиот јазик, да се припадне кон екзархијата. И втората причина била тенденцијата за возобновување на Охридската архиепископија, бидејќи, како што кажав на почетокот, многу моменти во периодот по 1767 година во кој македонското население барало возобновување на Охридската архиепископија од Цариградската патриаршија и биле одбиени. Сега очекувале дека преку екзархијата ќе се добие повторно автокефалност на Охридската архиепископија како словенска црква. Таа тенденција на врз основа на што ја имале таа надеж дека бугарите им ветувале да вие македонци. Ама тоа не било, знаете како, тоа не било класична бугарска црква. Не можеме така да ја гледаме. Тоа било повеќе словенска црква на Балкан. Така. Бидејќи не функционирала Печката патриаршија во тоа време. И овие се надевале дека со русите преку влијанијата во Бугарија, бидејќи тоа била малку подолгорочна политика, знаете дека потоа 1876-1878 година е руско-турската војна и Сан-Стефанскиот мир. Така. Значи, ова е пред тоа, се надевале дека словенска црква ќе се најде заеднички јазик да се оформи Охридската архиепископија и нека си функционира Трновската патриаршија како екзархија. Формирајќи екзархијата, населението покажало тенденција за приклучување кон екзархијата. 1872 година отоманските власти дозволуваат референдум во Македонија во кој секое место, секое населено место, буквално секое село гласало посебно. Дали ќе биде во патриаршијата или ќе биде во екзархијата. Услов да се оди во екзархијата било 2/3, најмалку 2/3, значи голем бил цензусот од населението да се изјасни за екзархијата. Ако имало по 2/3, останувале во патриаршија. И сега замислите дека македонските епархии, со исклучок на Сереската таму и некои, значи кои биле поблиску до Солун и до Цариград, останатите се изјасниле за екзархијата. Дури во денешна Вардарска Македонија, значи Велешката, Охридската, Скопската митрополија, се изјасниле во 90% дека се за екзархијата. И црковниот живот се преуредил. Со тоа што нашиот бенефит во тој период бил во тоа што епископите и свештенството биле домородни. Во ниеден случај немало обструирање на домородното свештенство и домородниот епископат. И тоа така трајало до периодот до крајот на Првата светска војна. Каде што имаме точни информации и за епископот Дебарски Козма, или Козма Пречистански, кој бил од Кичево родом, од околината на Кичево, каде што имаме точни информации за митрополитот Скопски, кој бил, мислам дека Неофит се викал, кој бил охриѓанец по потекло, за митрополитот Велешки, кој бил битолчанец по потекло. Значи, без разлика што припаѓале на екзархијата бугарска, тие биле домородни владици и народот ги прифатил како такви и си живееле во црквата така како што живееле. Значи, сосема во ред. Служеле на македонскиот народ. На кој јазик? На црковнословенски, на македонски. Црковнословенски, на македонски. На македонски јазик. Тоа било прифатливо за народот. Како политичко влијание кое по формирањето на бугарската држава 1878 година го почувствувале Србија и Грција, кои веќе биле оформени држави, значи имале веќе трет, условно кажано, претендент на територијата на Македонија, а веќе 1161 година излегува начртанието во кое Србија претендира кон Јужна Србија или Стара Србија, односно Македонија. Српската политика се насочува од 1885 година кон формирање на српска црква во Македонија. Бидејќи не можеле да влезат, бидејќи веќе било просторот зафатен од екзархијата и народот ја прифатил како таква, затоа и го спомнав овој дел со екзархијата пред се. Како поминал референдумот? Успешно. Успешно за екзархијата. За екзархијата. Значи, ви кажам, целата територија на Македонија. Со исклучок на Сереската митрополија,
таму долу некаде Кожанско, Гравенската, значи кон Катерини, тој дел, да, останале под патриаршијата, бидејќи многу било силно влијанието, тие биле блиску до грчката држава, така да било посебно. Но од Катерини наваму? Но од значи Костурската, Воденската, Полјанската, односно Дојранската, Тивериополската или Струмичката, Штипската, Скопската, Велешката и така натаму, Битолската, Охридската, Дебарската епархија, сите биле под екзархијата. Така што реално на територијата на денешна Македонија 1920 година Србија затекла 7 епархии кои ги укинала, направила арондација и формирала 3. Ќе дојдеме и до тоа, но многу е битен моментот во кој инсистирајќи кај Антим IV, тогашниот патриарх Цариградски, Гарашанин 1885 година се обидува да дозволи Вселенскиот патриарх на место на Скопски митрополит под Вселенската патриаршија, грчката, да дојде Србин. Бидејќи не биле во состојба сами да формираат црква. Немале ни народ, ни свештенство, ни можност како тоа да го изведат. И сакале да влезат на место на грчката црква. Не постојала ли тогаш тенденции, ете, иако сме биле под да се формира македонски, имало тогаш таква свест при родбениците, лозарите? Имале тенденција за формирање, за возобновување на Охридската архиепископија. Затоа и реков, барајки начини како да ја возобноват. Значи, сепак сакале да се фатат на нешто, како бугарите, што се историски корен наследство фатие во Трновската патриаршија. Како што србите водат во Печката патриаршија. Добро. Значи, барале корен да ја најдат во Охридската архиепископија, но бидејќи Цариградскиот патриарх, нели рековме во 19 век, ги оспорува тие, уопште не ги разгледува тие барања на населението во Македонија, дури и грцизацијата до таму одела што ги терале, например, браќата Миладинови, првото школо им било на грчки, не им било на македонски јазик, исто и Григор Прличев, Сердарот е напишан Орматолос на грчки. Значи, и добива награда. Добива награда, ама затоа и се освестува во Атина све што се студира. И се враќа назад. И тогаш тргнува тој преродбенички бран дека еве не успеваме со грците, мора да направиме нешто. И во тој момент екзархијата била добра подлога да се тргне во една словенска насока од која ќе се тргне и полесно ќе се дојде до Охридската архиепископија. Бидејќи на домороден јазик, бидејќи домородни владици биле, и имало можност да се направи нешто. 1902 година, во времето на Неофит VIII, Цариградскиот патриарх, Скопскиот патриаршиски митрополит Методиј починува и србите успеваат да го наметнат како епископ, а претходно веќе имале неколку архимандрити и свештеници тука, успеваат да го наметат Фермилијан Дражич за епископ. И тој бил од 1902 година до 1904 година, 2 години, па починал, па после него Севастијан српски исто Дебелковиќ доаѓа како епископ српски во Скопје, како митрополит, али патриаршиски, не на Српската православна црква. Тоа е многу интересен момент. Тие давале свое монаштво србите, праќале во Македонија да влезе под јурисдикција на Вселенскиот патриарх, бидејќи грците и понатаму не сакале да се откажат од јурисдикцијата, за да дојдат во ситуација да можат србите постепено да навлезат. Тогаш се масовно отвараат и српски школи, посебно во Скопје и Тетово и Куманово. И има еден интересен податок. 1895 или 1898 Јован Хаџи Василјевиќ прави етнолошко истражување во Кумановската каза тогашна, кај што тврди дека има 31.700 и нешто срби, од кои 31.600 се во екзархијата. Тоа се тие нелогичности. Ако биле срби што барат во екзархијата, веројатно ќе биле патриаршисти. Така. Што значи? Фалсификати правеле? Поигрување со етничката припадност на населението пред се.
Потоа 1905 до 1915 година доаѓа Викенди Крџич, кој во текот на Првата светска војна е убиен. А од 1910 година, многу интересен податок кој треба да се знае, во Македонија престојува Варнава Росич како Велешко-Дебарски епископ на патриаршијата, подоцна српски патриарх. И под чија наредба се извршени многу злодела врз македонските свештеници. Од 905 до 900 вака сега, од 905 до 915 е Викенти, така? а во 1910 за Велешко-Дебарски митрополит, епископ доаѓа Варнава Росич, подоцнежен патриарх српски. Така. Кој во тој период веднаш кога бил патриарх? Не, кога бил епископ тука, така? Веднаш по балканските војни, затоа пишува Козма Пречистански во своите мемуари, каде вели дека добив писмо, вика, од Партени, игуменот на Бигорскиот манастир, кој 1912 година во ноември месец одбива да на литургијата го споменува Варнава како епископ. Нели, кога доаѓа оној момент во литургијата на первих помјани Господи, се споменува името на епископот, надлежниот епископ. Так. Нашите во тој период свештеници, свештенослужители служеле на антимиси кои биле подпишани од тие епископи на екзархијата кои биле всушност наши епископи, македонци биле. Добро. Козма Пречистански, родом од Кичево, и тој бил дебарски епископ, по чија надлежност бил и манастирот Свети Јован Бигорски во тоа време. Така. Тогашниот игумен Партени одбил да го споменува Варнава Росич, иако му дошле српски офицери во манастирот и го терале да на литургија го споменува Варнава како... Зошто одбил? Одбил затоа што не се сметал дека е србин, не се сметал дека ја поддржува српската црква. За таа своја, условно кажано, непослушност тогаш, Партени 1918 година со враќањето на србите бива убиен и запален. Убиен и запален. И запален и фрлен во река Радика, односно од мостот расчеречен и фрлен во река Радика. Убиен, запален, расчеречен и фрлен во река Радика. Во река Радика. Ова се историски факти. Тоа се факти. Само затоа што не сакал да се подчини на Српската православна црква. Подоцна е донесен во манастирот, растурено е монашкото братство во манастирот, така? И донесен е српски свештеник. Таму во манастирот. Така. Значи тоа била политиката на функционирање. Што се случувало во останатите делови? Потполно исто. Немало никаква разлика. Значи, укинати се 7-те епархии. Добро. Сите или се протерани, или се во заточение пратени, или побегнале во Бугарија епископите, свештениците, монасите, значи се е уништено, духовноста во Македонија е уништена, за да може поново да се создаде српска духовност. Со помош на војска исто се случи? Со помош на полицијата, жандармеријата и војската. Војската. Жандармерија и војска. Да. На кој начин ги принудувале? Или прифаќаш? Со тепање, со убиства, на секој начин. Со малтретирање, значи на секој начин биле принудувани. Не ги измислуваме, ова ние работи, не ги претеруваме. Ова не е воопшто претерување. Има една книга Белиот терор во која точно стои што се одвивало, значи во тој период. Значи точно се знае како се однесувале кон нашите свештеници во тој период. Единствен момент на светла точка во тој период е битолската богословија. Но знаете благодарение на кого? Благодарение на Свети Јован Шангајски или Сан Франциски, кој како руски бегалец доаѓа тогаш во Македонија и постанува раководител, ректор на богословијата во Битола, и тој го заживува колку толку православниот дух кој од националистички побуди бил сотрен. Јас ќе ви кажам неколку други интересни податоци, например Николај Велимировиќ, тогашниот епископ Охридски, го пишува тука во Охрид Охридскиот пролог, кој е оригиналот на српски јазик е напишан. Тоа е збирка на житиета на светите за сите 12 месеци во годината, за секој ден, каде што меѓу другото, например, имам неколку книги од тој, да. Нивниот. Значи, житијата на светите.
2-3 Значи, месеци. житијата на светите се воглавном точни, посебно оние кои се од ранохристијанскиот и средновековието. Ама допишуваат србите некои своји текстови. Така. Врз тоа, јас сум ги читал. Они Точно некои поетско... Не, тоа е нешто друго. Тоа се вика созерцание. Тоа е дел од житијата, созерцанието. Зборувам за... Во нашиве нови ги нема, многу се чисти и екзактни. Зборувам за еден момент, например. Да, повелете. Во кој, например, се зборува за Свети Ѓорги Кратовски и вели Свети Ѓорѓе Кратовски и српско града Кратова. Па потоа се зборува за Свети Никодим Прилепски, па вели Свети Никодим Прилепски и српско града Прилепа. Житијата, Охридскиот пролог ја пишувам помеѓу двете световни војни, кога епископ бил токму Николај Велимировиќ. Значи, со должна почит кон него и кон тоа што србите го... Сега не сум точно сигурен дали е прогласен за светител или не е, дали го завршија тоа, но тој покажува етнофилитистички дух. Свети Ѓорги Кратовски не е од Србија. Во Кратово и во времето на Балканските војни да сте отишле, немало да најдете ни еден србин кој ќе се каже. Нити имало српски дух. Нити имало српски дух во тој период. Значи, тој период помеѓу двете светски војни е многу проблематичен во Македонија. Многу негативно настроеност на македонското население кон епископите срби, бидејќи со арондацијата на територијата на Македонија од 7 екзархиски епископии создадени се 3, една митрополија и 2 епископии, митрополијата Скопска и епископијата Битолско-Охридска и Злетовско-Струмичка. Начело на митрополијата Скопска бил Јосиф Цвиич, начело на Охридско-Битолската бил Николај Велимировиќ, а начело на Злетовско-Струмичката подоцна беше патријарх. Одлично ги владеете, не мора да идеме... Ке ми текне Проданов, Викенти Проданов. Така. Не мора да идеме олку прецизно библиографски. Важно да добиеме слика, слика за овие 20 години се случува, нели велите и оваа книга Белиот терор, се случува силно посрбување. Посрбување, така е. Посрбување. Ја тоа го паметам и по мојот дедо и по неговите сведоштва, како морале да минуваат през зимиња, како морало да случи. Значи, факт е тоа дека се случувало така и најкруцијален факт, кој треба да се напомене, ако е врзан буквално со Евангелието, каде во Евангелието по Јован, Христос каде што вели јас сум вратата и преку мене ќе влезе секој во вечен живот и не може да помине ако не влезе и излезе преку мене, односно јас сум добриот пастир, а добриот пастир ја полага душата своја за своите овци, додека наемникот штом ќе види волк бега и ги остава своите и го остава стадото. Тоа се гледа на 6 април 1941 година. Со доаѓање на германските трупи во Македонија, така, српските епископи и дел од свештенството, значи некаде околу 400 и нешто свештеници, 420 на свештеници биле во тој период во епархиите во Македонија. Да. На 6 април заедно со епископите српски заминува и дел од свештенството, така што остануваат 375 свештеници македонци кои биле ракоположени во периодот помеѓу двете светски војни, претходно си остануваат на територијата на Македонија. Вашите соговорници, почитувани во емисијата во Петока и Миленко, нешто не се согласуваа со овој податок кој го изнесувате. Дека македонците ние сме ги набркале, со радост. Има една работа, доаѓањето и на бугарите овдека. Да, ама бугарите не доаѓаат на 6 април. Да, тоа е точно. Но само кога збориме за теророт кој се случувал, дека не било се сјајно, нели, како што сака... Добро, нели, се изгладуваат македонско-српските односи и тоа е добро, и во христијански дух. Так. Но, факт е дека се случувале големи злосторства, тој бел терор. Има една слика која србите често ја вадат против нас, дека ние сме пробугарски ориентирани и така натаму. Тој пречекот на бугарската војска во Македонија
кога доаѓа. Има едно тумачење кое вели: македонскиот народ, не знаејќи што го чека од бугарите, бидејќи до тогаш немале искуство реално на терен со бугарската националистичка политика, со такво леснување ги пречекува бугарската војска, затоа што од овие, тоа што го виделе, било, велат, пострашно дури и од Значи, поентата е, знаете како Јанко, поентата е во тоа што Српската православна црква, значи само да се разбереме, бидејќи ја и у фамилија и семено врзан сум со Србија и со Србија и така натаму, ја немам никаква сега да ширам антисрпски или што ти ја знам, ама се работи за историски факти, бидејќи ние треба да дојдеме во овој разговор зошто македонската православна црква го преживува ова што го преживува и историски што све кој пат го поминала. Има еден клучен момент. Значи на 6 април доаѓаат германците. Малку само ќе се вратиме назад и ќе го објасниме и тој момент. Се пакуваат и си одат, што е доволен факт. Она што не е твое, го оставаш. Тој што си бил тука, си останал тука. Затоа што нема што да го објаснуваме. Тоа е веќе 1920 година по договорот помеѓу кралството на србите, хрватите и словенците. Добро. Цариградската патријаршија, бидејќи во тој период ја сметала бугарската екзархија за шизматична, а во исто време бугарската екзархија сослужувала со руската православна црква, што е значи многу чуден момент. А самото сослужување значи прифаќање, така е, односно признавање на автокефалијата и дека не е шизматична црквата. Цариградската патријаршија на српската држава и ги продава за 1,5 милион златни франци епархиите во Македонија. Значи класичен трговски 1920. Колку пари? 1,5 милион франци во злато. Тоа ли е проблемот? Па дај да го собереме тој 1,5 милион да им ги вратиме пари. Не. Ако е тоа проблемот, дајте да ќе ги собереме 1,5 милион во злато. Да речеме истата количина, колку било тоа, 200 кила злато, дајте 200 кила злато, да завршиме работата, ако тоа веќе, да не глуматаме некаква сега христијанство, соборност, православие и така натаму. Луѓето ќе ширале. Друго е. Тоа го кажува многу експлицитно, Велко Мишина го кажува тоа, уединење српских цркава и земја 1920 година, значи го цитирам. Тие сакале да не направат дека сме дел од Србија. Ние никогаш, македонските епархии... Откако на грците не им успева да не направат грци, сега треба србите да не направат срби. Така. Значи, има еден период, значи, во целокупната историја на Охридската архиепископија и Македонската православна црква, во која Српската православна црква де факто юрисдикција над македонските епархии имала само 20 години, од 1920 до 1941. Да. Добро, тоа го знаем. Потоа за тие 20 години што е правено, правено е. Правено. И тука нема веќе назад. Тука може само да простиме тоа што го направиле. Што се случува до 45 година? Во период до 45 година екзархијата повторно воспоставува канонска юрисдикција над Македонија. Добро. И дел од свештенството, односно во главно целото свештенство, останало да функционира под екзархијата. Но има еден клучен момент. Така? Македонското население било антифашистички расположено. Македонското население се водело со идејата за самостојна држава. И воопшто и восстанието во Македонија и антифашистичката борба не била мотивирана за комунизам, била мотивирана за национално ослободување на Македонија. Така. Добро кажано. Во тој контекст, добро кажано, професоре. Во издеглавје 1943 година е формиран соборот на свештеничкиот собор во кој се покренува иницијативата за возобновување на Охридската архиепископија како македонска национална црква. Историски, уште еднаш повторете го. Значи 1943 година е тој факт. Каде е тоа? Во издеглавје Охридско. Издеглавје Охридско. Да. Така. Значи таа тенденција продолжила до март 1945 година кога е свикан во Скопје првиот црковно-народен собор
на кој е истакната одлуката за формирање на Охридската архиепископија, односно нејзино возобновување како Македонска православна црква. Но бидејќи не сме имале домородни свештеници, односно свештеници сме имале епископи, морало да се најде начин како да се поврземе. Поради политичко-историските аспекти од тој период, да ги гледаме, никако не можело да се вратат кон екзархијата и од екзархијата да се побрат епископи со апостолско Затоа што екзархијата веќе се врзува со Бугарија. Со Бугарија била фашистичка, нели поразена е во Втората светска војна и така натаму. И многу работи тука не функционирале, а веројатно и на комунистичката власт не ја одговарало во тој период поврзувањата историски да се прават со Бугарија. Ете, Југославија се возобновува, ајде. Стриктно е донесена одлуката во која не се дозволило на српските епископи враќање во Македонија. Се обидува митрополитот Скопски Јосиф Цвијич да се врати и не му се дозволува, неколку пати ни народот го прифатил, нити власта му дозволила, бидејќи знаете како знаеле дека доколку се врати овде ќе има страшни проблеми. И нешто ќе се наруши односот, бидејќи комунистичката власт не интересирала црквата, туку во една хетерогена држава како Југославија ќе го предизвикале македонскиот народ да се дигне против српскиот народ и ќе дошло до меѓунационални проблеми, а не меѓуцрковни. Полесно им било да ги стават на црковно ниво, отколку да ги внесат во меѓунационални кои бија разнебитиле одвнатре Југославија веќе. Така да, од тој аспект, не од љубов кон црквата или од православен аспект, комунистичката власт рекла нема проблем, правете црква. Така. Не разбирам. Политичка одлука била од многу друг прагматичен аспект. И цело време, во тоа време Гаврило Дожич бил патриарх српски, се вратил 45-та година во Југославија, се обидувал да реши прашања вака така, за нив тогаш проблемот со Македонската православна црква бил најкритичен проблем, бидејќи сите други цркви во Југославија, српски така наречени цркви, бидејќи знаете како, например, имаме податок дека Задарската епархија била автономна црква која заедно со Закумско-Херцеговската и Дабро-Босанската се приклучила кон Српската православна црква исто така по 1920 година, а биле автономни во состав на Австро-Унгарија до тогаш, или Будимпештанската епархија. Разбира. Значи, многу такви елементи србите приклучувале, па дури како што вели Сергиј Троицки во периодот помеѓу двете светски војни, уставот на Српската православна црква од 1932 година во членот 13 ги прекршува каноните, каде што, замислете, се обидува Српската православна црква во тој период да воспостави канонска јурисдикција во Албанија и во Скадар, како и во Темишвар. Повикувајќи се на тоа дека ете и Цариградската патриаршија, кога ги продала епархиите на Српската православна црква, македонските епархии, дел од Воденската епархија и продала, а дел не. Бидејќи дел од Воденската епархија опфаќале делови од Македонија, од денешна Македонија. И сега доаѓаме до тој период кога по Втората световна војна Српската православна црква влијае да се врати на територија на Македонија. Тоа е многу битно да знаеме, бидејќи од 1941 година до ден денеска, или полни 75-6 години веќе, Српската православна црква нема фактичка јурисдикција на територијата на Република Македонија. Односно владение, да преведеме. Тоа очигледно. Црковните правила, црковното право, како што и потврдува Сергиј Троицки, вели, црква која 30 години нема јурисдикција на определена територија, нема право да бара враќање на јурисдикцијата. Туку јурисдикцијата останува по таа помесна црква која во тој миг има јурисдикција. Во овој миг на територијата на Република Македонија јурисдикција си има Македонската православна црква, Охридска архиепископија, која ја затвара целата таа приказна. Тоа е уште еден аргумент под кој имаме право на автокефалија.
Во крајот на 60-тите години доаѓа и до возобновување, конечно. Не возобновувањето, всушност доаѓа 1959, 58, 59 година. Пардон, 58, Практичното 59. возобновување е со одлуката на Светиот архиерейски синод на Српската православна црква 58 година и 59 година во која се вели дека констатирајќи ја состојбата во Македонија, дека епархиите во Народна република Македонија се издвојуваат во самостојна црква, во точката 1, престанува да важи во точката 4 уставот на Српската православна црква. Јас можам и да го цитирам тоа, баш да го најдам. Од 58 година е тоа. Да. Да, еве вака вели. Значи вика во точка 1, самостојна црква што ќе се управува со устав. И во точка 4, со оваа одлука престануваат да важат прописите на уставот на Српската православна црква за епархиите и архиереите на територијата на Народна република Македонија, тогашна Народна република Македонија. Значи тие сами се откажале од тоа, со тоа што се договориле, тоа да биде времено до автокефалија, дека митрополит Скопски и архиепископ Охридски ќе биде Доситеј, тогашен викарен епископ, односно топлички епископ, кој е под Мајка Македонец, тој е првиот архиепископ на возобновената Охридска архиепископија. Се хиротонисаат уште двајца епископи Климент и Наум. Дури 62 година доаѓа и Алексеј I, московскиот патриарх, кој во Света Богородица Каменско на денот на светите браќа Кирил и Методи отслужува литургија со нашиот архиепископ и со српскиот патриарх, што де факто значи дека ја признава состојбата на Македонската православна црква таква каква што е. И се нарекува Македонска православна црква. После тоа, србите почнуваат да отстапуваат од таа пракса, од договореното и се забележува при посетата на бугарскиот патриарх 1964 година, односно српскиот патриарх оди во Бугарија, каде што со него оди Охридскиот архиепископ, наместо да го представи како архиепископ Охридски и Македонски, го представува како митрополит Скопски. Значи, веќе отстапува, иако било договорено дека се во персонална унија преку архиепископот и патриархот сме во персонална унија со Српската православна црква. Поаѓајќи од таа основа во која почнале да се оддалечуваат црквите, односно Српската православна црква повикала на враќање наназад на работите и неприфаќање на одлуката од 58-59 година, Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква на Третиот црковно народен собор во 1967 година, на 200 години од укинувањето на Охридската архиепископија, ја возобновува Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква како автокефална црква. Српскиот патриарх реагира со писма до сите помесни цркви, во кој сите одговараат дека го примивме на знаење со исклучок на Вселенскиот патриарх Атинагора, кој 68 година доаѓа во Белград и по сугестија на тогашниот српски патриарх Герман Ѓорич, враќајќи се во Цариград, во Константинопол, во Истанбул денешен, пишува дека ја смета Македонската православна црква за расхолничка организација. Значи, точно линк на српско-грчкиот линк. И таа состојба од 67 година почнува да трае наваму така како што трае, со неколку обиди за преговори, за едно, за друго, за трето, никако не доаѓајќи до крај, каде што србите се обидуваат 1995 година да направат екзарх во Македонија, тој првиот обид, после извесен период, со Сава Студенички, тој е монах од Студеница, кој е назначен за епископ Тетовски. Потоа, неколку години подоцна со обидот да Пахоми Врањски биде екзарх за Македонија, каде што нормално како посебна, како независна држава и посебна црковна иерархија, самостојна црква, реагираме на тој и не им дозволуваме воопшто да влезат во Македонија, за да
обидувајќи се да преку инсистирањето за соборноста, која пак напоменувам и Свети Кипријан Картагински вели, црквата Христова е една, но е множество на многу помали елементи, каде што и секој епископ во помесната православна црква, односно во секоја епархија е автокефален или преведено самоглав и не може никој друг епископ да му се меша во ракополагањето и во работите во епархијата, но со волјата негова и со волјата на народот, што е четвртиот елемент на автокефалија, народната волја, се здружува со другите помесни епископи заради административно уредување на територијата, на работата на црквата, се обидуваат нашите епископи да влезат во некое отварање во, како да го преведеме се тоа на поедноставен световен јазик на, да кажеме, дипломатски односи со сите православни цркви. Ај ќе продолжиме веднаш, мора да направиме уште една кратка пауза, па ќе го продолжиме разговор каде што треба да дојдеме до современото денеска, до каде сме, ова што се испослучува. Се надевам дека ќе ви биде доволно, иако доста работи се случува со Вранишковски, со Давид Јанко Нинов и компанија што се случуваше и моменталната состојба. Секако и Нишкиот договор нема да го прескокнеме. Одиме со реклами. Дали доаѓаме сега 2001 Нишкиот договор? Ние 2002. сепак 2002. Сепак се обидуваме ние да во целава ситуација укажеме, покажеме, иако сме свесни дека обиде, дека се работи за српски хегемонизам, да се владее овој простор, иако де факто нити го владеат, постои самостојна Република Македонија, и кој на референдуме и претходно и како република од дел од Југославија самостојно, со полна трибутна државност. Собствена иерархија, формирана црква, административно управана, јазик, култура, заснована врз каноните, врз Светото писмо, врз апостолските правила, светоотечкото предание. Значи се така како што треба. И сега доаѓаме до тој момент 2002 Нишкиот договор и затоа и го спомнав оној обид од 95-та и малку подоцна со екзархите кои се обидуваше Српската православна црква да ги постави како Јован Студенички Пахоми, подоцна и српскиот патријарх Павле дури се поставуваше како таков. Не можеа да бидејќи немаа подршка нити во свештенството, нити во епископатот, нити во народот во Македонија, мораа да најдат начин како. И тука беше можеби, да не бидам груб да го кажам, првата грешка каде што нешто не успеавме да изменаџираме на време, веројатно беше и лошо времето, беше излегување од една криза 2001 година, од еден етнополитички конфликт, обидот за воспоставување на тоа црковно единство, каде што и тој Нишки договор не е Нишки договор, тој е нацрт споразум. Така се вика, нацрт спогодба. Зашто би се дебатирало? Зашто би се, у суштина, што би се прифатило или како би било тоа регулирано. И сега, навистина, тројца наши епископи го потпишаа тоа како платформа за која ќе се разговара, но кога тоа дојде пред Светиот архиерејски синод и пред македонската јавност, беше отфрлено. Првенствено беше отфрлено поради тоа што во сите точки, у суштина, на тој договор, каде што требаше да се спомене Македонската православна црква, се зборуваше за црква за која се зборува. Или србите како што црква о која е реч. Каде што никаде немаше Македонска православна црква, сем на едно место црквата ќе го користи досегашниот назив Македонска православна црква во односите со Српската православна црква, за сите други ќе биде Охридска архиепископија, односно примена на класична двојна формула под влијание на Грчката православна црква. И пак доаѓаме до она, ако Атинагора 68 година во договор со Герман, српскиот патријарх, го даде тоа писмо прогласување за расколничка,
Истото тоа ни се случи 2002 година, каде што под притисок на грчката партија, така да кажам, во Српската православна црква, предводена од епископот Бачки Иринеј Буловиќ, да доживееме состојба во која нема да ни се признае името Македонска православна црква. И од тука тргна се останато, бидејќи народот колку евангелизиран или не евангелизиран, запознаен или не запознаен со црковните канонските правила и еклесиолошкиот настап, прво што му падна во очи беше токму моментот на употребата на името на Македонската православна црква, односно Охридска архиепископија. Друга е веќе друг момент е тоа дали архиепископот Охридски и Македонски на литургијата во првих помјани ќе каже српскиот патриарх Павле, бидејќи тој во првих помјани ги споменува сите патриарси, митрополити, архиепископи на сите помесни православни цркви. Друго е дали ќе имаме мироварение со Српската православна црква заедничко. Можеме да имаме мироварение и со романската, и со руската, и со бугарската, тоа не значи ништо. Но, во ситуација, кај што многу ми наведат, зошто уопште преговараме со нив? Преговараме со нив затоа што заради нивното влијание, нивното писмо, да не прифатат и да не признаат, нели, како схизматична... Заради намалување на нивното влијание врз останатите помесни православни цркви, иако и бугарската и романската црква се многу поподготвени во моментот да ја признаат таа состојба на автокефалија, но имаме влијание и од руската православна црква, бидејќи Какво влијание имаме? Имаме влијание за решавање, но не на моментот на признавање на автокефалија, бидејќи, знаете како, руската православна црква има некои своји прашања кои треба да ги реши по однос на посебно на украинската православна црква, иако не сме исто. Не смееме да се ставиме на исто ниво. Ние сме сосема различно прашање од украинската православна црква. Ние немаме паралелни иерархии, со исклучок на тоа што по 2002 година, по Нишкиот договор, ни го создаде Српската православна црква. Повторно, правејќи упат, исти обид како 1967-8 година, кога српскиот патриарх се обраќаше на секој од нашите епископи поединечно, а не на Светиот архиерейски синод. Тоа истото го направи и патриархот Павле 2003 година, обраќајќи се поединечно на сите епископи на Македонската православна црква, каде што тогашниот митрополит Велески, Јован, се отповика на тоа писмо и всушност влезе во онаа комбинација која србите 95-98 и подоцна не успеа да ја направат и како да го бараа. Буквално така може да се изразиме. Бидејќи тогаш немаше никој од македонците кој ќе потпадне, Јован Вранишковски рече, окей, јас ќе бидам со вас. И тука Јанко Нинов и така натаму и компанија што отпадна од монаштвото и предоа на... Значи вака, има една интересна работа што е како една голема соблазна во црквата, што се нема да направи некој за митра. Нели? Дури и душата некој можеби ќе си ја продаде за митра. И нацијата собствена, и ќе го изневери народот кој му дал власт духовна. Толку ли е моќна таа митра? Па не е толку моќна, ама е суетата во прашање. Суетата е најмоќна. Да. Сега, дојдовме до тој момент, значи, прифати тогашниот митрополит Велешки да биде под Српската православна црква и ќе се вратам на еден клучен момент, дури гостите кај Миленко кои беа од Србија рекоа зошто се прогонува српскиот епископ Јован Вранишковски. И факт е дека православната Охридска архиепископија е создадена од Српската православна црква како паралелен упат и паралелна иерархија на територијата на Република Македонија во здравото ткиво на македонскиот боговерен народ за растурање на Македонската православна црква. И не успеа тој, досега не успеа тој потфат, бидејќи дури и дел од монасите кој дури година дена, значи, сегашниот епископ Стобиски Давид, значи јас не сакам да спорам околу нивните апостолски преемства, бидејќи ги добиле од некои епископи, спорам околу
правото да се мешаат во внатрешните работи на Македонската православна црква, бидејќи излегува од неа, и тие се српски иерарси, нека одат во Србија. Така. Дури и 2004 година тој и некои други монаси, кои сега веќе и не се монаси веќе, преминаа во така наречената православна Охридска архиепископија, односно под јурисдикција на Српската православна црква. И вие можете да видите во секоја посланица и во секоја синодска одлука на Српската православна црква, после 45-те или 43 беа српски епископи, оди Охридска православна Охридска архиепископија, па 4-те тие епископи: Јован, Марко, Јоаким и Давид. И тука завршуваат сите објаснувања по тоа прашање. Да не зборуваме за личните настапи. Еве сега, како последниот што му беше на Давид во Кукуш. Значи, тука има две интересна работа, знаеш, само една забелешка ја добив, вика, да го видам Давид, тоа да го каже во Бугарија, дали ќе може да го изговори? Не. Затоа што тоа што го кажа кај грците, што го кажа, тоа не може да го каже во Бугарија. Тоа е клеветење на сопствениот народ и сопствената црква. Од кое тој излезе? Зашто не го спомне тоа дека 95-та година беше замонашен во Македонската православна црква од истиот тој епископ Наум, чиј местобљустител е денес? Зашто не спомне дека беше и иеромонах ракоположен тогаш? Зашто и ја бев сведок на тоа. Која се случува? Значи, многу е интересен еден момент. Одите на прослава на Свети 15 Вилиополски маченици, каде што малку и шизофренично од црковен аспект изгледа тоа, бидејќи ако сте местобљустител, вистински местобљустител, значи не сте наемник, пазител на местото, на тронот, ако не сте наемник, туку сте вистински пастир, Свети 15 Вилиополски маченици допрва треба да бидат. Во Македонската православна црква ние се водиме по јулијанскиот календар. Ти одиш во Кукуш, ги славиш светите 15 како по јулијанскиот календар, што би значило дека ти ќе отслужиш и Божична литургија на 24-5 декември. Што е надвор од секој православие. И ќе кажеш Христос се роди, а потоа ќе пристапиш на трпеза кај што ќе мрсиш, а потоа ќе се вратиш назад и бидејќи треба да се водиш по јулијанскиот календар, пак ќе почнеш да постиш, па на 7 јануари повторно ќе биде Христос се роди. И оној клучен момент кој ми остави еден силен впечаток, доби подарок по повод 100 години од ослободувањето на Кукуш. Книга, монографија, обемна од 1913-2013. Тоа е навредливо. И навредливо е да зборуваш дека Македонската православна црква е комунистичка творба, покажувајќи некои слики, каде што во позадината стои Тито на слика, а напред е архиепископот Доситеј, бидејќи знаеме во кое време живеевме и кој смееше да ја тргне таа слика. Тоа не е никаков доказ. Ќе најдеме многу такви слики на српските патријарси, каде што позади нив е Тито или каде што се сликани со комунистичката власт во Србија. Тоа е мактел новинарство, а не црковно говорење. Што сега? Еве, ако одиме со антагонизмот, знаеме дека сме, ова го говориме за да покажеме дека сме во право. Но, тоа што сме во право не ни ја решава на терен ситуацијата. Уште еден момент кој мора да го знаеме. А тоа е? Бидејќи се подготвува Вселенски собор, и бидејќи од тој Вселенски собор има некои работи кои се... Вселенски собор? Да. Вселенски собор немало... Немало 1000 години. 1000 години. Да. Се подготвува за 2016 и на тој Вселенски собор ќе председава Вселенскиот патријарх, односно грчките цркви ќе имаат некоја предност во делот на прифаќањето на одлуките со консензус. Вселенски собор зборам на сите цркви. Сите помесни православни цркви. А православни цркви? Да, на помесни значи, православни не цркви. Христови цркви. Не христијански конфесии, него зборувам за православните цркви, каде што треба со консензус да се донесат некои решенија, а тоа има врска со заштитата на некои лични интереси на црквите, односно политички интереси. Одлуката за автокефалија која Српската православна црква сака да ни ја наметне дека ќе се решава таму е погрешно. Што сега? Ние треба да прифатиме, да разговараме ради Христа, да зборуваме и да им објасниме како ние како интелектуалци, ние како мирјани
така и епископатот на Македонската православна црква Охридска архиепископија да зборува со Српската православна црква, со нивниот епископат, во кој ќе се објасни дека не постојат никакви повторно канонски пречки и да се тргнат сите политички пречки за признавањето на Српската православна црква, да ја признае фактичката состојба. Има ли корист воопшто сега да се збори во оваа ситуација кога они го создаде и Вранишковски? Ама што? Вранишковски ќе заврши тогаш во синодот на МПЦ? Не така. Јован и сите останати епископи на Православната Охридска архиепископија, која е српска црква во Македонија, бидејќи така и дел од србите во Македонија доживуваат како таква, не како македонска црква. Добро, српска црква. Како српска црква, добро, треба тој кој ги создаде, треба да си ги земе. Зашто автономијата, тој кој ракополагал, тој и ќе суди. А во автокефалијата, тој кој е ракоположен, тој ќе суди, значи на нашиот архиепископ Стефан може само светиот синот на Македонската православна црква да му суди. Јован да си го земат со сите негови Српската православна црква и да му даде партија. Дали е тоа реално дека ќе се случи тоа? Во овој момент ние ќе го имаме проблемот со Јован и епископите негови како реална сопка од страна на Српската православна црква. Тоа и се обидува да ни го наметнат во петокот на емисијата кај Миленко, дека ние треба да се помируваме нешто меѓу себе. Нашиот епископат во Македонската православна црква, Охридска архиепископија, не е раскаран за да се мири. Тие ни направија упат и сега бараат тој нивен епископат да го прифатиме. Тоа е невозможно. Значи не се откажуваат тој епископат ние да го прифатиме. Тие би сакале тоа да го направат. А со една крајно перфидна цел да направат втора струја. Но има една работа која е многу битна. Народот нема да ги прифати. Дури и да дојде до таков момент да епископите наши го прифатат, народот нема да го прифати. Кажете ми, Јанко, реално... Тешко и на епископите наши, ако го прифатат секако, тоа. Но кажете ми, народот како ќе реагира спремено. Една прагматична работа. Ти они уште мислите дека епископите ќе му кажат на верниот народ, добро, нема, малце народот, клик ќе се случи. Замислете си хипотетички, дали би можеле во која црква во Македонија ќе влезе Јован да отслужи литургија? Значи, и како ќе биде прифатен од клирот и од народот? И тој епископ македонски од МПЦ, што ќе го дозволи и се согласи на тоа, ќе заврши со него, па ќе има проблем. Магарето и Катренот ќе работат. Како што правел народот. Што е и така. Но како во христијански дух да дојде тоа помирување? Еве етнофилетизмот. Србите упорно, а сигурно и кеширани, и политички поддржани од Грција, они ќе го држат овој став. Значи, пред се Јован е терет. И Православната Охридска архиепископија е терет како за србите, така и за сите останати. Видува дека е грешка. Тие знаат дека е грешка. Што е решението? Мислиш дека се свесни? Знаат, ама немат назад сега. Затоа што се и овие им прават проблем, веројатно. И како може елегантно ова да се излезе? Кое е решението сега? Кое? Има неколку патишта кои може да се изберат. Доколку, јас сум убеден дека нашиот епископат ќе прифати доколку сите помесни православни цркви се вратат на називот на катедрата каде што е седиштето на црквата, ќе се реши. Охридска архиепископија, Печка патријаршија, Московска патријаршија, Трновска патријаршија, Атинска архиепископија. На Селенскиот треба да се одлучи. Да се реши дека се враќаат назад. Тогаш е решено. И тогаш не е проблем, ние немаме проблем со име во однос на се останато. Така. И веќе еден дел сме тргнале на страна. А како е расположението кај другите цркви за немам време? Многу е проблематично, не знам точно какво ќе биде расположението. Етнофилетизмот е силно. Пред се прашувам кај србите какво ќе биде расположението. А така и втората работа е, значи за да завршиме, да можеме да донесеме некој заклучок генерален. Втората работа е да Српската православна црква прифати и каже: ние ја признаваме автокефалноста на Македонската православна црква, бидејќи нема канонски пречки. Прашањето за името и за тоа која како православна црква помесна ќе ја признае оставаме на останатите. Не можеме со тоа да излеземе никако друго. Тогаш нема да имаме независност. Не, они викат ќе ни дадат автономија. Автономијата значи, па ние имаме автономијата од 59 година, за ќе се враќаме назад. Тоа значи поентата на давање на повторна автономија, враќање на состојбата од 59 година е обид нивен да вратат јурисдикција на територијата. Тоа затоа и ви го напоменав тоа. Тој кој ракополага, тој може и да суди. Така.
Ако тие ни го хиротонисуваат архиепископот, утре ќе ни го судат. Не може да ни го судат. Ние имаме 12 епископи, можеме да направиме со 13, можеме од било која помесна црква да дојде да направиме црковен епископски суд, голем црковен суд за епископи судени. Значи немаме ние проблем со тоа. Значи тоа е решението, да се остави на сите помесни православни цркви да признаваат фактичка состојба. Да се цени фактичката состојба денес, а не да се враќаме на 60. Многу ви благодарам за ова гостување. И јас ви благодарам. Ретко Ова тема можеме да ја многу долго. И искрено да ви честитам затоа што многу ретко кој се осмелува да седне овде, а кој не бил поканет и од црква и од мирјани, едноставно некако не им се збори, некако недостаток од храброст или тактизирање се едно. Ја ви благодарам многу за исцрпното излагање, многу работи се надевам ќе им бидат појасни, а ние во 2016 ќе мора уште еднаш да се сретнеме пред и после Нема проблем, Вселенскиот доколку се одржи Вселенскиот собор, ќе биде многу интересно да се види што ќе биде од там. Бидејќи мора да напоменем една работа, каноните, рековме на почетокот, не се законите на црквата не се врзани со Светото писмо, во многу работи се врзани со прагмата. И ќе го напоменам 8-миот канон од Третиот Вселенски собор, кој стриктно на Антиохиската црква и забранува да се меша во Кипарската црква, бидејќи не можеш да се мешаш во туѓа јурисдикција. Тоа е забрането. И тука може да биде и нашиот тука е нашата аргумент. Предност уште една, ма ние ги сите нашата аргументи хашка имаме. пресуда. Ние во основа ги имаме сите аргументи. Ама едноставно нема волја. Многу ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.